Во Велешко има 80 споменици, спомен-обележја, спомен-бисти кои се посветени на борбите и загинатите во НОБ. Ова го покажа проектот кој го реализираше Народен музеј Велес за во каква состојба се истите. Велес и Велешко дале голем придонес во НОБ и затоа се подигнати толкав број спомен-обележја. Опфатени беа и обележјата во соседните општини Чашка и Градско. По тој регистар утврдено е дека моментално не постојат 6 споменици и спомен обележја, односно бисти, спомен плочи и така натаму. Се во релативно добра состојба, но секаде имам забележено, посебно на спомен плочите, дека треба да се направи интервенција на текстот. Проектот е реализиран со финансиска поддршка на Министерството за култура. Поголемиот број од спомен-обележјата се на територијата на општина Чашка, од и таму партизанските одреди имале голем број действија и во знак на сеќавање се подигнати голем број споменици од времето на НОБ. Потребна е грижа за овие спомен-обележја, бидејќи времето го прави своето. Во руралните подречја, каде што многу малку има посетители, дека се спомениците позачувани отколку во градското подречје, каде што секојдневно се на удар на да речем некултурни граѓани и посетители. Општините треба да си превземат и да раководат со овие споменици и спомен-обележја, бидејќи музеот не е надлежен. Во спомен-обележјата спаѓаат и спомен костурницата на паднатите борци од НОБ во Велес, спомен куќата на поетот и револуционер Коста Солев Раци, како и 5 спомен куќи во селото Горно Врановци, во кои есента 1944 било седиштето на највисоките партиски, државни и воени тела на веќе формираната Федерална Македонија. Од 80-тината споменици и спомен-обележја од времето на НОБ, половината и повеќе се поставени во 80-тите години, одбележувајќи го почетокот или крајот на војната. Десетина од вкупниот број се трајно оштетени или ги нема. За овие споменици до неодамна се грижеше Сојузот на борците од НОБ, кој последните години не функционира, па тие сега се оставени на забот на времето и сеќавањата.